Добар ден, јас сум Сонја Стефановска, професор во Средното градежно гимназиско училиште на град Скопје Здравко Цветковски. За техничкото образование по предметот железници за 4-та година, градежен техничар, за денес имаме нова наставна содржина за класификација на железничките линии, конструктивни елементи на железничките линии и слободен и колски профил. Но за почеток да се подсетиме што беа тоа железнички станици и железнички линии од минатиот час. Железничките станици беа службени места каде што се извршуваат транспортно-технички и комерцијални работи. Тие се градат во близина на централни градски подрачја и се поврзани со јавниот превоз на патниците и стоката. Железничките станици се проектираат најчесто во права линија, но кога поради специфични услови мора да бидат проектирани во хоризонтална кривина, според прописите минималниот радиус на таа кривина мора да биде 500 метри. Првата пруга ја изградил Џорџ Стивенсон во Англија 1825 година на пристаништето Стоктон на реката Темза до рударското место Дарлингтон. Всушност, првите пруги биле за рудниците. Во Македонија првата железничка линија била изградена 1873 година на релација Скопје-Гевгелија-Солун. Класификација на железничките линии. Железничките линии се делат или се класифицираат според определени карактеристики. Тоа се технички карактеристики на пругата, нели, и сообраќајни карактеристики на возилата. Техничките карактеристики се определуваат според карактер на терен, карактер на железнички пат и карактер на моторот. Според карактерот на теренот пак се делат на рамнински пруги. Теренот ако е рамнински, и тоа се пруги кои што поминуваат низ рамнини широки речни долини. Понатаму се делат на бреговити пруги, тоа се пруги кои што поминуваат низ благо разбрануван терен и се провлекуваат низ подножја на планините и ридовите. Понатаму имаме ридчести пруги, тоа се пруги кои поминуваат низ тесни долини, ридчести падини, вододелници и слично. Планински пруги, тоа се пруги кои поминуваат низ планини и таквите пруги се јавуваат минимални радиуси на хоризонтални кривини и максимални наклони на нивелета. И за крајот имаме градски пруги, тоа се пруги кои што во централниот дел на градските зони се изведуваат подземно, а на периферијата се изведуваат надземно. Подземно се нарекуваат метроа. Според железничкиот пат пак се делат на пруги со широк колосек, нормален колосек и тесен колосек. Пруги со широк колосек представуваат пруги со растојание помеѓу шините од 1542 мм, 1667 мм, 1800 мм и повеќе, кои се изградени во Русија, Индија, Ирска, Шпанија и други земји. Понатаму имаме пруги со нормален колосек со широчина меѓу шините од 1435 мм, кои се изградени во земјите на Европска Унија, како впрочем и во нашата држава. Пруги со тесен колосек од 600 мм растојание, 900 мм, 1000 мм се изградени во Латинска Америка, некаде во Шпанија и на други места. Според бројот на колосеците се делат на пруги со еден колосек, пруги со два колосека и пруги со повеќе колосеци. Впрочем, прикажано е на сликите. Првата слика е пруга со еден колосек, на втората слика е прикажана пруга со два колосека и на третата слика е прикажана пруга со повеќе колосеци. Според моторот
се делат на железници со локомотивски погон, значи со локомотива, и железници со јаже. Железници со локомотивски погон се возови, односно железници кои што имаат влечно возило кое се нарекува локомотива, со која се поврзани вагоните. Локомотивата најчесто е на почеток, може да биде на почеток и на крајот, може да бидат свртени, и со вагоните ја сочинуваат композицијата на возот. Имаме и железници со јаже, тоа се возови кај кои моторот за влечење е надвор од возот и возот се влече со јаже по стрмни угорнини. Понатаму имаме железници со локомотивски погон, кои се делат на железници со парен погон, железници со електричен погон и железници со дизел мотори. Прикажани се на сликите. Првата слика е железница, односно локомотива со парен погон, втората е железница со дизел мотори, локомотивата е со дизел мотор, и третата е железница, односно локомотива со електрични погон. Според сообраќајните карактеристики, кај нас имаме пропишано минимални технички карактеристики со постојани параметри и променливи параметри. Како постојани параметри се земаат најмал дозволен радиус на кривините и R големо се обележуваат, R големо максимум, латиница, и најголем наклон и малечко максимум во промили. И променливи параметри кои што се тип на горен строј, типот на возилата и најголем осовински притисок. Според овие параметри постојат две категории на пруги. Главни пруги со нормален колосек прв и втор ред и споредни пруги со нормален колосек од трет ред. Категоризацијата на железнички линии пак се дели на стара и нова категоризација. Според старата категоризација, железничките пруги се делат на главни пруги од прв ред, кои што се за одвивање на меѓународниот сообраќај. Второ, главни пруги од прв и втор ред за одвивање на сообраќај за поголеми, кои ги поврзува поголемите стопански центри, и како трето споредни пруги од трет ред. Според новата пак категоризација, железничките пруги се делат на исто така главни пруги од прв ред, но веќе категоризацијата пропишува броеви, односно вкупно над 25.000 тони на час помине низ железничката пруга. Главни пруги од втор ред од 6.000 до 25.000 тони на час како тежина, како товар, и споредни пруги имаме до 6.000 тони на час. Конструктивни елементи на железничките пруги. Кај една железничка пруга се разликуваат следниве конструктивни елементи. Долен строј, значи труп на патот или основа, горен строј со сите попратни објекти, објектите, телекомуникацијските објекти, сигнално-сигурносни, електропогонски, електроенергетски опреми, работни згради со земјиштето околу нив, заштитен појас и воздушен простор над пругата од 12, односно 14 метри. Да се потсетиме, што беше долен строј? Долен строј представува земјан труп или основа на пругата со сите вештачки објекти, кои што се изградени во или од природни материјали, како што се насипи, ископи, засеци, галерии, понатаму објекти за премостување на препреки, мостови, пропусти, виадукти, канали, дренажи и објекти кои што се за осигурување, обезбедување на самите железнички пруги, кои што
може да бидат потпорни, облочни ѕидови, снеговрани, ветробрани и слично. Горен строј пак се состои од шини, прагови, колосечен прибор за поврзување и постилка. Постројките кои што служат за сообраќајот и регулирање на сообраќајот се свртници, преносници, завртилишта и друго. Онаму, каде што трасата поминува низ нерамен терен, тој треба да се изравни. Да се потсетиме. Ако котата на нивелета, односно котата на колосекот, е повисоко од котата на теренот, треба да се направи насип. Онаму пак, каде што котата на нивелета е пониска од котата на терен, треба да се направи ископ. Засек представува кога котата на нивелета и котата на терен може да се поклопуваат делумно или целосно. При проектирањето на железничките линии, предвидени се и сигнално безбедносни уреди. Без истите не би можел да се реализира и непречено да се одвива железничкиот сообраќај. Покрај нив предвидени се, видовме, и железнички станици, кои служат за сообраќајни, но и за технички работи на пругата. Служат за прием на стока и патници, поправка, одржување на железничките вагони, локомотиви, пругата и слично. Повеќето колосеци меѓу себе се поврзани со свртници, преносници, завртилишта и други објекти на железничките линии. Што беше слободен и колски профил? Слободниот профил, односно габаритот, представува простор кој што во напречен пресек е нормален на оската на колосекот и тој простор мора да биде слободен за сообраќај на возилата, да нема разни предмети, уреди, згради, дрва, гранки, сигнализација, линии, телефонски кабли и слично. Колскиот простор, пак профил, е простор кој што е нормален на напречниот пресек и чии граници не смеат да ги преминат товарените возила со ниту еден дел. И на следните цртежи се нацртани слободниот и колскиот профил. Слободниот профил гледаме дека изнесува во висина 5800 за дизел локомотиви, додека 6200, односно 5,8 метри за дизелот и 6,2 за електрични локомотиви и електрични линии, електрифицирани, додека ширината изнесува на една колосечна пруга од 5 метри. И за наредниот час имаме прашања за повторување, да се потсетиме како се делат железничките линии според техничките карактеристики. Како се делат пругите или железничките линии според сообраќајни карактеристики. Како се делат, односно според карактер на терен, како се делат пругите. Според железничкиот пат, пругите се делат на и дополни. Како се делат железничките линии според старата и според новата категоризација, а за слободен и колски профил за наредниот час нацртајте слободен и колски профил на железничка линија во размер 1:100. Се надевам дека работата ќе ви биде пријатна. Ви благодарам многу за вниманието. Се гледаме и се слушаме наредниот час.